Спортски журнал. Значи, како што претходно најавив, имаме во план денеска разговор со наш гостин во студиото, а потоа она време што ќе остане го посветуваме и на другите содржини, бидејќи имаше и доста актуелности поврзани со оние настани кои се одржуваат во врска со првенствата што се одржуваат и некои настани како што беше од атлетиката вчера, имаше трки низ градот и ќе видиме и други актуелности, меѓутоа првенствено прво почнуваме со разговорот во студиото. Тука на наше огромно задоволство веднаш ја прифати поканата да гостува би рекол водечкиот играч на водечката професионална екипа или клуб во Прилеп, тој е ракометниот машки суперлигаш Прилеп, а таму лидер, чинат дека и со капитенската лента, е Димитар Димитриовски, кој играл на крилна позиција и сега е нов играч во Прилеп, пристигнат неодамна во преодниот рок. Добар ден, добро ни дојде во студиото на Радио Пела. Добар ден, поздрав до сите слушатели прво на Радио Пела. Ти благодарам за представувањето и чест ми е што сум гостин во оваа емисија. Сега, многу пати сум слушнал низ градов се поставува едно прашање кое ми се чини дека е суштинско, одговорено е, али мислам дека не е надмети уште еднаш да го одговориш. Зошто Димитар Димитриовски, кога имаше место во Шпанија, во Ваљадолид, се враќа во Македонија, во Прилеп? Како може тоа да се случи и да падне таква одлука? Секаде ме прашуваат, јас им кажувам, еднаш одговори за медиум, и јас го објавив тоа, и не ви е доволно. Сакаме да ја обясниш што е во прашање. Па викам, буџетот, јас мислам дека бил намален таму во клубот и тоа било, мислам, че суштинската причина. Па добро, сега на некој му е чудно, на некој не. Некој вика од кој на магаре, некој вика. Да. Секој си има свој коментар. Значи, штом ќе се спомне твоето име и презиме Димитар Димитриовски, веднаш тоа прашање. Точно во Вајаолид се намали буџетот за таа сезона и клубот ми рекоа дека од големо поштовање према тебе не сакаме да ти понудиме скоро упола договор од тоа што го имаше и се надеваме дека повторно може да ни се вкрстат патиштата и повторно да соработуваме. А моето доаѓање во Прилеп, иако имав разговори со уште неколку клуба и од Македонија и од страна, познавајќи го директорот на клубот и сите негови соработници, случајно седнавме да пиеме кафе. Значи, зборуваме за Никола Чадамов? И за Никола Чадамов и за доскорешниот капитен, сега веќе пензиониран Филип Велески. Да, и Филип Велески не смеев да го запоставиме тука. Разговаравме и кога се отвори таа тема за моје идење, многу брзо се договоривме и ми представи еден проект кој откако нели го превзеде компанијата Конфи Ангел клубот. За среќа на клубот и на градот. Па добро, сега не би навлегол во тие нели математики и разговори. Добро е што клубот функционира на едно високо ниво. Ми се чини дека е единствен спортски колектив што игра во Така имам јас печаток. Во еден суперлигашки левел. Клубот расти од година во година. Брзо се договоривме и не се мислев многу, ја прифатив понудата. Ми беше понудена капитенската трака и тоа го прифатив. Знам колкава одговорност е тоа. Пошто, нели, клуб како Прилеп од година во година што расти, негова цел е да влези во тој плейоф и со превземањето на капитенската трака и голема одговорност носам и со
екипата и со влез во плейоф, која е главна цел. Секогаш сум целел високо и секогаш ме привлекувале такви проекти кај што имаш просто да растиш и да се надпреваруваш. Значи, со јас мислам дека е расчистено ова. Нема повеќе да постои дилема зошто се врати од Шпанија во Македонија, одваја голи во Прилеп. Па ако уште некој има дилема, слободно нека праша конкретно што е нештото, па ако можеме и ќе му одговориме. Сега, како течат овие денови во Прилеп? Овие подготовки за влез во плей-офот. Не е едноставно да се влезе во плей-оф групата меѓу оние 6 најдобри во Македонија. А дали се согласуваш, сега неодамна разговарав со од Црвена звезда представник. И тој рече дека Суперлигата на Македонија е најдобра на Балканот. Точно, блиску сме до таа вистина, од година во година македонската Суперлига расти. Многу клубови почнаа да вложуваат во ракометот, што е добро нели и за лигата и за репрезентацијата. Тешко е да се влези во тие 6 екипи. Значи не може никого да му се одземи тоа место и таа цел да цели кон плейоф, но не е само на зборови, тоа треба сето да се покаже и во терен. Како и со спремање и тренирање, така и со играњето на такмиците. Бидејќи повеќе од 6 има екипи кандидати. Точно, значи ја знаеме, ја викаме ние големата четворка, Вардар, Пелистер, Алкалоид, Охрид. За тие уште 2 места мислам дека има многу конкуренти, Бутел, Тиквеш, кои сите мислеа дека нема некои големи амбиции, но докажа дека има, донесе добри играчи, има добра екипа. Пелистер 2, млада полетна екипа, видовме и на турнирот, не изненади. Иако тие беа и ранг подолу. Беа ранг подолу, но не сме да се заборави дека тие во ранг подолу не загубија ни еден надпревар, сите надпревари ги победија со 10 и повеќе голови разлика. Ај го идовме го своја и турниров во Прилеп. Па добро, сега победи по добриот, си пруживме рака, нели, тоа е спортски. И уште да заокружиме со овие кандидати за плейофот. Сакавте да споменете уште некоја екипа? Уште РК Прилеп. Би се спомнал исто како, нели, РК Прилеп како кандидат и имаме таа цел. Почнавме со доста рано со припреми, 23 јули. Екипата тренира, има доста, нема многу нови играчи, но нов тренер со поразлични гледања на ракометот можеби од претходниот, со нов систем на работа, со нова тактичка замисла и сето тоа кога би се соединило во едно и кога сите би верувале и право би разбрале дека од прв до последен се битни во тимот, значи од прв тренер до физиотерапевт, сите играчи, економ на клубот и доколку знаат сите дека секој е битен, дали би играл тој 60 минути, 3 минути, 2 секунди, секоја алка нели на синџирот е битна, една алка ако фали синџирот е скинат и не може да се функционира. Со верба во екипата, во тактичката замисла и максимално фокусирани овие нели 10 месеци ракомет, мислам дека би го оствариле зацртаното и ете таму во тој... Што мислиш за таа нова ситуација, нов тренер? Колку тука е проблемот да се прилагодат сите играчи кон новиот тренер, нови барања, нова тактика, нова поставеност? Па видите вака, значи нов тренер не е некоја голема енигма, се случува во многу екипи, во многу клубови, врвни клубови менувале тренери, но треба да знаеме дека секој професионалец треба да е спремен да се прилагоди на тактичката замисла од новиот тренер. Мислам дека не би имале проблем, веќе екипата работи
5-6 недела. Одигравме доста утакмици, доста пријателски надпревари исто. Го одигравме турнирот. За жал не го освоивме, но не гледам тука никаков простор за разочарување или нешто. Веќе во сабота почнуваме со надпреварите од Суперлигата, исто прво коло ни доаѓа екипата на Пелистер 2. Тоа како да беше генерална проба финалето од турнирот со истиот противник, сега треба да играте прво коло. Еврофан Пелистер 2. Тие прилично убедливо победија тогаш. Ми се чини 4 разлика. Дека беше 32-26. Со 6 разлика. 6 разлика, да. Каде Значи, што поубедливо. Имавме некој пат и кој мораше да се анализира овие денови доста, каде што ние прво полувреме го добивме со 2 разлика, 17-15 и во второ полувреме ние имаме загубено полувреме од 8 разлика, што е голема бројка, анализираме доста. Секој играч разговара кој каде што може да промени од тие анализи. Не би рекол дека добро ни дојде тој пораз, но да бидеме реални дека знаеме како функционира, дека ако победиш противник на турнир во финале може и да се опуштиш на тоа прво коло, па да гледаме малку позитивно. Не мора да биде реалната слика, тој реален сооднос помеѓу победникот Еврофан Пелистер 2 и Прилеп за да се покаже и истото во првенството. Не мора да се покаже. Па не, и тренерот, значи... ги слушам, ги памтам зборовите од тренерот пред одиграњето на финалето, рече нешто многу важно, на ова финале ќе гледаме да не ги откриеме сите наши замисли во играта. Па добро, знаеме дека малтене ова е играње шах, во буквална смисла, стратегија, тактика. Не знам, значи може би сме сокрили нешто, може би ќе додадеме, може би Пелистер сокрил нешто што ние не знаеме, но наше е да се спремаме од ден за ден на тренинг максимално, после тренинг секој да знае дека треба да се одмори, да види фокусиран овие колку се месеци активен ракомет и да се кликни тој клик дека доколку тренираш и живееш професионално, дека истото ќе ти се врати и на надпреварите. Каква е разликата помеѓу мотивацијата таму во Шпанија и овде? Во Шпанија мотивацијата сигурно е да се одигра еден надпревар со првопласираната екипа, не знам, да се стигне што подалеку во националниот куп. Овде во нашето првенство сепак станува збор за екипи кои што веќе ги знаеме. Четирите кои што се главни и секогаш РК Прилеп е во онаа комбинација измеѓу плејофот и плејаутот. Па добро, да бидеме малку реални, различен систем прво на надпреварување, каде што Шпанската асова лига знаеме дека е двокружен систем, нема плејоф, плејаут, кој колку бодови освои така и завршува. Значи како во фудбалот што? Буквално како во фудбалот и нормално сите екипи целат да стигнат што повисоко на рангот. Знаеме дека таму Барселона е број 1 веќе голем број години, но една доста интересна лига, многу јака, каде што секој секого може да победи, не можеш да планираш 2 бода дека на домашен терен се твој. Мотивација нормално кај секој професионален спортист мислам дека не треба да фали, пошто јас го гледам тоа дека исто како на училиште, како на факултет, значи ти си учел од понеделник до петок и во сабота ти е тој испит кај што мора да го положиш. Го полагаш или е неуспешен, се доживува кулминација практично. И мислам дека за надпреварите кај никого нема да фали, посебно во нашата екипа сега, мотивација. Сите се мотивирани, знаете колку е тешко тој припремен период кај што не е тој надпреварувачки ритам,
повеќе се тренинзи, физикалија, нели, имаш неколку пријателски утакмици, ама не е буквално надпреварувачки кај што ти зависиш од тој резултат. Но сепак мислам дека нема да фали ни трошка мотивација во екипата, сите едва и чекаат да почни. Малку не... Има разлика помеѓу тренинзите во Шпанија, работата и овде подготовка за надпреварите. Па добро, значи веќе тој систем на работа почнува да се применува и во Македонија, се применуваше во Вардар. Тој шпански систем кај што таму многу се гледа на детали, тие видеа и видеоанализи, секој играч има своји задачи. Буквално е работата поделена, секој има задачи, секој е битен и тоа е тоа нешто што помладите играчи и сите играчи во екипата треба да го разберат, дека со таа видеоанализа и се работи после на тренинг, колку треба ти да си фокусиран, концентриран на работата, на тоа видео, на тие детали, кој, каде, што и како. Се работи малку поразлично, нели, од тука, но еве тој систем веќе последниве 2-3 години се работи во Македонската лига. Имаше доста шпанци и се надевам дека ќе продолжи да се работи и да се дава назначење буквално на таа видеоанализа, каде што доколку ти ја одработиш 90% од таа видеоанализа е точна, бидејќи во краток период не може да се смени и да се направат некои радикални промени во играта и да се верува во уиграноста и тактиката поставена за тој надпревар. Што покажа овие пријателски надпревари досега што ги одигравте ова лето? Па што покажа, одигравме прва утакмица со еден надпревар со Алкалоид во Маврово, каде што имаше Тоа е една од најсилните екипи во Тоа е една од најсилните екипи, точно. Млада полетна екипа, нас ни недостасува двајца играчи, но како на таја, така и на сите, ви кажувам дека не фалеше прво мотивација и борба во теренот, да се игра до последна секунда. И тоа е еден голем плюс за екипа како нас, што сака да се бори за плейоф. И видовме на турнирот дека можеме да се носиме и со некој од водечките, нели, плейоф кандидати, Бутел и Тиквеш. Може би имавме лош ден во финалето, но пак ќе кажам, не го сметам за репер. Доправо почнува нашата работа и наше е да се работи и да видиме докаде ќе стигнеме. Да не кажеш врска со Салава сега. И тоа прашање се поставува, што се мисли за салата, дали нешто се зборува, дали имате некои информации во врска со другава сала, универзална сала. Штета е вие како генерација да помините само во училишна сала. И турнирот штета беше што се одржуваше баш во тој објект. Но слушнавме дека има некоја нова подлога. Точно, има нова подлога. Таа герфло подлога што исто се користи нели на највисоките надпреварувања како Лига шампиони, светски, европски првенства, Европска лига. И е главен дел од тие надпреварувања, тоа е гумирана подлога што каде има доста доволна амортизација за разлика од претходната подлога во салата. Знам точно е дека секој прашува за салата, прашува ФИАС на моето доаѓање и се надевам дека институциите и Министерството за спорт во нареден период ќе го разрешат и тоа прашање и мислам дека Прилеп заслужува голема сала. Памтам, јас бев дете, моите родители играа во Тутунски, беше функционална и сала Македонија. И памтам дека Прилеп сака спорт, видовме и на турнирот полна сала. Наистина преполно публика во таква сала која е на периферијата од градот.
Не можеме да се жаламе, можеме да кукаме неаме сала, но не сме да е изговор дека салата ни е проблем. Се надеваме дека институциите ќе го одработат своето и дека Прилеп конечно ќе добија голема сала, што ќе оди во прилог и за женскиот клуб ракометен и за кошаркарите. Мислам дека има кошаркарски клуб во градот, каде што сите ќе може да тренираат и од таму се раѓаат и нови таленти, нови идоли на децата што ќе идат да гледат, па така се ствара таа желба за забавење со спорт. Си кажувам по мене и верувам дека тоа е така, дека доколку некој мало дете од прво, второ одделение почнува со школа, го носиш во сала да гледа било каков надпревар, тука се раѓа таа желба за тренинг и се надеваме дека што поскоро време Прилеп ќе добие една голема мултифункционална сала. А во врска со подлогава беше наместена за време на турнирот, односно пред да почне турнирот, дали се уште е тука таа подлога и дали ќе биде и понатаму? Да, беше наместена пред турнирот. Подлогата ќе остане во салата, барем ние имаме такви информации. Ви се допадна таа подлога сега? Па можеме да кажеме дека има голема разлика во од таа тврда подлога, како е. Имаше ризик од повреди. Имаше ризик од повреди и нормално е, но има доста разлика. Се надеваме дека ќе остане до крајот на сезоната. А во меѓувреме дека ќе се разреши и тоа прашање за спортската сала. Сега во врска со твојата игра, ми имаш кажано дека и на која позиција да има потреба би играл во клубот. Би се поместила, а сега си на крилна позиција. Како тоа размислување на која позиција да треба во тимот, јас би играл, доле и голман нема да одбиеш. Ако моето размислување е така, да, точно, доколку работиш тоа што сакаш, во моментов играњето ракомет и уживаш во нештото, нема да имаш никаков проблем да покриеш било каде што има потреба тимот. И секогаш ја кажувам тој цитат од Фредерико Валверде од Реал Мадрид, кој сите знаеме дека негова природна позиција е број 10. Но сами видовме и дека секој може, играл и штопер, играл и бек, играл и крило, значи мислам дека секој професионален спортист е должен да работи прво за тимот, а тимот го изфрла индивидуалецот на површина. Еден ден можеби ќе биде најдобар еден играч, другиот ден битно е колективот да функционира како часовник и секој е битен, нема тука многу филозофија, доколку сите работат максимално и ги завршат барањата правилно од стручниот штаб, дека успехот е загарантиран. Во ракометот се тие 7 позиции. Сега на која од тие позиции си најчесто? Па најчесто сум на лево крило, но доколку има некое барање можам да се поместам. Добро, разговарате на оваа тема и со стручниот штаб, со новиот тренер Танески? Точно, значи тренерот разговара со сите играчи. Шо вели тој на ова? Па мислам дека секој тренер прво е многу среќен и задоволен, не сум само јас, имаме доста играчи што можат да покријат многу позиции. Значи сите знаеме дека исто Божидар Илиевски може да покрие на лево крило и на лев бек и на среден. Бековите можат да покријат на... Значи одамна е напуштено она мислење дека јас сум пикер и сега вие како сакате снајдувајте се таму на другите позиции. Па исто ситуација веќе ви кажам дека јас памтам Мијајло Марсенич играше едно време и лев бек во Партизан. Кога почна таа СХ лига и кога беше Партизан со таа екипа, дека Мијајло Марсенич имаше моменти кога што играше на лев бек, а бил пикер
и не гледам никаков проблем било кој играш доколку има екипата потреба да ја покрие било која позиција со цел тимот да победи. Сега, за турнирот уште не те праша во врска со ова, најдобар стрелец доби награда. Да, И како се случи тоа да постигнеш најмногу голови од сите? па ќе кажам пак, тука има голема улога тимот. Индивидуалецот не може сам да победи. Индивидуалецот може да излези бидејќи тимот го исфрлил во тој момент како најдобар. Но би се заблагодарил прво на екипата за таа награда, пошто тие ми помогнале за јас да дојдам до тоа достигнување. И никогаш не би бил егоист дека јас сум тој, јас можам се, него пре би бил дека најбитна ми е екипата да функционира, а јас би прифатил и да имам даено еден гол цела сезона, екипата да одигра перфектно и да стигне до тој плейоф. Плейофот и минатата сезона беше желба, меѓутоа ете не се успеа тоа. Прилеп се бореше подоцна во групата за плей-аут, меѓутоа таму прилично добро настапи. Беше второ место, вкупно 8 место во цела држава. Но ако имаме наум она мислење од предмалку дека лигава е една од најсилните, ако не најсилна на Балканот, тогаш и 8-то место не треба да се потцени. 8-то место од минатата сезона. Не сме да се потцени, точно. Оваа сезона мислам дека има и промена во тоа бодување, нели, на пренесување бодови. Мислам дека има промена, не сум сигурен. Во која смисла? Со завршувањето на регуларниот дел, мислам дека е направена ова сезона, дека и таа промена е дека кој колку бодови има освоено во регуларниот дел ги пренесува, дали е тоа плейоф или плейаут. И тука За да мора може да има предност подоцна точно, бидејќи во втората фаза. малку би било нефер, нели, имаше неколку екипи што до регуларен дел може би одигра колку да се одигра, па во декември се носеа одредени играчи и повторно се стартуваше, нели, со тоа 4-3-2-1 и некој, нели, што работел мако трпно цела сезона да стигне до тоа прво место, дали е плейоф или плейаут. Може би новиот систем ќе биде поправеден би бил, но исто би моја желба е искрено да има, нели, таа баш исто како фудбалска лига. Обично сите лиги се така, и германската, и шпанската, и француската лига нема плейоф, плейаут. И секој да се бори за највисок пласман, каде што нема пренесување бодови, и мислам дека е најфер и најкоректно за сите. Сега прво коло рековме со Еврофан Пелистер, втората екипа. Точно. Меѓутоа, што ми е името Пелистер тука содржано во клубот, се знае дека станува збор за клуб кој е организиран, кој има амбиции. Видовме и млади играчи, меѓутоа одбрани, не случајно во тимот, во клубот. И сега, дали можеме да очекуваме барем со победа да се стартува, тоа е целта на секоја екипа, особено ако има во план да биде во плейофот. Па добро, видовме на турнирот дека екипата на Пелистер 2 воопшто не е наивна и за подценување, иако некои одредени луѓе мислеа дека тие од втората лига дојда во Суперлигата и дека можеби немаат никакви шанси, но напротив ги добија сите надпревари на турнирот. Дури имаат и навивачи од Битола. Беа дојдени во Прилеп за време на финалето. Точно, и доста полетна екипа, млада, желна за победи. Прво коло играме со екипата на Пелистер 2. Што покажа, последниот надпревар со Мултиесенс, мислам дека игравте? Точно. Па добро, тој надпревар беше повеќе тактичка замисла, нели, корекција од
од претходните видео анализи и мислам дека беше добро одработен, нели, појак тренинг утакмица. Со Multi-Essence. Да, Каде се одига тој натпревар? во Скопје. Ти имаат своја сала Multi-Essence? Multi-Essence е втората екипа на Алкалоид, што се надпреварува во втората лига. И одигравме два надпревари, каде што, нели, во разговор со двајцата тренери, нели, си разговарат меѓу себе тактички замисли, тие се, ајде да речеме, појаки тренинзи. Мислам дека доста добивме, одработивме како што треба, па се надеваме дека ќе дочекаме спремни прво коло. Дали сите се на располагање играчи на кои што се смета оние кои се на списокот на тренерот на Монтанески? Сега за сега да чукнам во дрво, сите сме како што треба. Поминавме во овие припреми доста вируси, немачија и такви некои работи, но моментално сите сме спремни. Би ги поканил сите, мислам дека е во сабота утакмицата, се уште нема делегирање. Да дојдат во салата. Одамна беше најавено дека на 6 септември почнува. На 6 првенството. септември, само не знаеме делегирање, нели, во колку часот точно. Би ги поканил сите, Би било добро да биде преполна како што беше на финалето. преполна Од турнирот. со наши навивачи, поживи, побучни, погласни. Исто ова прилика чак и би ги поканил навивачката група Мајмуни да дојдат и да ни дадат поддршка. Мислам дека клубот Тие во последно заслужува. време се доста пасивни во врска со фудбалскиот клуб Победа, а и на рекометов нешто не беа активни. Па не знам, не ги пратам тие работи, моје како капитен на екипата да ги повикам, да ни дадат поддршка. Не само нив, сите љубители на ракометот во Прилеп. И мислам дека со тој домашен терен и бучна публика, со голема поддршка, мислам дека на сите ќе му биде тешко да играат во Прилеп. Се надеваме, нели, и на завршување на тој дел околу нова сала, нели, или Тутунски, или сала Македонија, не знаеме како е. Меѓутоа, додека сме таму, Додека треба сме да ја таму, помине таа сала. Немаме друга сала, немаме друг избор и Популарно речена Ричко. точно, и да го дадеме максимумот и заедно, нели, да се радуваме на сите победи, што помалце порази и макотрпна работа. До сабота, до надпревар, што планирате? Какви тренинзи? Тука не знам, тука со тренерот, но се Но нормално припрема за најбитно дека ќе се одржат од денеска Точно, почнувајќи до тоа. Точно, значи се екипата си продолжува во тренажен процес со анализи, со тренинзи, со се. Ама имате и колективни и индивидуални тренинзи, нели? Секој играч може и сам да... Секој играч може нормално, значи секој професионален играч секогаш работи индивидуално на подобрување на некои работи што смета самиот или кондиционен тренер или тренер му кажал да ги работи. Но екипата останува во тренажен процес, се спрема со нетрпение, нели, за тој надпревар и сите останати, но да одиме чекор по чекор. Во првите 4 кола имаме многу тешки утакмици, многу битни за нас, каде што второ коло ни доаѓа исто Куманово, трето коло играме гости во Бутел и четврто коло ни доаѓа Пролет дома. Може да се направи една добра серија. Пак ќе кажам, чекор по чекор, јас сум човек играч што секогаш цели највисоко, но да одиме чекор по чекор, прво Пелистер 2, па сите останати и да се надеваме на успех. Да ни информираш уште, еве, и така си тука гостин, за твоите родители, и тие се познати од ракометот. Сега моментално дали некаде се вклучени? Моментално, Оливер? мојата мајка работи И Тања. со деца во Скопје, со школа за деца, нели, за па чак би рекол петлиња, не се ни пионери. Од кој клуб? Или школа е тоа? Не, само школа е. А Оливер беше во РК Скопје, момент поради здравствени причини, нели, напушти,
па ќе видиме каде следнава сезона. Цел живот во ракометот. Мора И затоа очекуваме и понатаму. Мора таму. Добро, ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас за Те поканата. покануваме и пак во следна прилика. Еве кога ќе дојде време, после извесно време кога ќе се заврши некоја серија, да речеме есенскиот дел, можеби и побрзо ќе видиме како ќе биде, како ќе се одвива, меѓутоа амбицијата е најбитна, вие амбиција имате да влезете во плейофот и тука ќе има Амбиција, борба, желба, ветувате борба, и ќе има посветеност. борба. И борба до последна капка под, нели викаме. Ви Благодарам и поздрав и до тебе и до клубот, до сите таму кои што се борите за Прилеп. Ви благодарам многу. И сега одиме понатаму со кратка пауза, па потоа се посветуваме и на други содржини. Спортски журнал на Радио Пелар. Спортски журнал